بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الله الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Allah subhanahu wa ta'ala. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот суннет, неговиот пат до судниот ден. Драги браќа, ние и понатаму продолжуваме со нашата тема, со нашата книга објаснување на сведоштво на верата ла илаха иллаллах, најкорисното знаење и најчесното знаење за еден верник, затоа што ова е прва обавеза и последна обавеза. За да влегне човекот во ислам, мора да декларират шехадетот. Исто пред смртта, на кого Аллах субхану ва таала му прави насип да излегне од овој свет со овој збор, ќе бидет сигурно спасен судниот ден, затоа што посланикот салаллаху алейхи ва саллем во хадисот што го пренесе Муаз ибн Џебел радијаллаху таала анху, вели посланикот салаллаху алейхи ва саллем: "Мен кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахала ал-џаннah." На тој што ќе му биде последниот збор дека нема Бог што заслужува да се обожава освен Аллах субханаху ва таала, ќе влегне во џеннет. Аллах субханаху ва таала да ни прави насип да го изговараме шехадетот во нашите последни моменти, затоа што ние имаме кажано често дека не е лесно да го кажеш овој збор во последните моменти, како што кажавме во претходните дерси. Ибн ал-Каим рахимахуллаху таала во една од неговите книги ни кажуваше дека ова е нешто што е слушнато и што е видено порано. На некого му вели ла илаха иллаллах, вели немојте, не можам. Некој пак продолжи со некоја песма или некоја музика што има слушнато, зашто цел живот му беше врзано срцето за тоа. И тоа што ти е врзано срцето со тоа, во последните моменти со тоа ќе си оиш. Затоа што човекот како што живе, така умират. Така како што умират, судниот ден Аллах субхану таала така ќе го оживеат. Замисли некој да умират во музика. Последните моменти да умират со музика. Кога ќе се го оживеат Аллах субхану таала судниот ден пак со гитарата на раце. Не дај Аллах. Па некој друг во блуд. Зашто десени се ситуации многу што умираат во каде? Во зина. Аллах да не чува. Замисли колку е срам за него судниот ден, кога ќе се оживеат во таа ситуација, да излегне пред Аллах субхану таала во таа ситуација. Нели е опасно ова. И затоа да живееме со овој збор, да живееме како сакат Аллах субхану таала од овој збор. Зашто ние можеме да го кажеме со уста, ама дали делата ни се по овој збор. Затоа сега ќе ги кажеме условите на овој збор, на сведоштво на верата. Тој кој ги исполни овие столбови, тој го има сватено шехадетот. Тој кој ги исполни овие 7, мора да се исполнат овие 7. Иначе ако не ги исполниш овие 7 услови, ние кажавме основите, така? Две основи: афирмација и негација. Завршивме. Кажавме што треба да се негират, кажавме што треба да се афирмират. Сега кажеме нешто друго. Сега ги кажеме условите. Зашто човекот, многу од луѓе сега го кажува шехадетот. Ама дали ги исполнет овие услови? Зашто тие велат, имаат речено посланикот салаллаху алейхи ва саллем, кој вели ла илаха иллаллах ќе влегне
v xhennet. I to misli deka taka, samo da veli so usta la ilaha illallah i vlek vish v xhennet. To ove shahadet ngimat uslovite svoj. Mora da se ispunet ovdje. Едната од овие привлек фит и однес фит кај другата. Со ред. Како што се овде со ред, редени сега 7, така, првото те однесе во второто, второто во третото, третото во четвртото, четвртото во петото, шестото, во седмото и така. Понатаму. Овие 7 одет заедно. Не можеш да ги делиш. Едната да ти фалит од ова, ти фалит условот од шехадетот. Нешто имаш проблем. Не го имаш сватено, уште шехадетот. Така, Хасан? Јасно е? Ајде, продолжи сега. Знај Аллах да ти... Зошто велиме Аллах да ти се смилува? Ха? Рахметот е пред знаењето. Доказ? Ар-Рахман. Алламал Кур'ан. Прво Аллах субхану ва та'ала вели милостивиот. После вели Алламал Кур'ан. Му го научи на посланикот салаллаху алейхи ва селем книгата Кур'анот. Значи рахметот е пред знаењето. Мора човек да имат рахмет, милост, посебно нешто повикуваат во Аллаховата вера. Значи знаењето е првиот услов од шехадетот. Имам Бухарија, рахимахуллаху таала, има поглавје во неговата книга, велит Бабу ал-илму qabla al-qawli wal-amali لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Велит имам Бухарија, поглавје знаењето е пред зборот и делата. Што значи тоа? Прво што треба да стекнеме знаење е знаењето за шехадетот. Мора да земаш знаење за шехадетот. Зато човек ако нема знаење во шехадетот, овие другите услови удолу што идет, немој да ги исполнит. Мора да има знаење што е таухид, што е куфр, што е ширк, што му го чуваат верата негова и што му ја пропастит верата негова. Ова треба да се стигне знаењето на таухидот. Зашто имам Абдул Вахаб рахимахуллаху таала во книгата негова велит Ал-Каидату Рабиа, четвртото правило, велит أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء. Мушриците во наше време, посебно зборови тој во негово време, што ги имат стигнато тој, велит се во поголем ширк него претходниците што бее порано во времето на посланикот салаллаху алейхи ва селем. Затоа што велит لأن الأولين يخلصون لله في شدة. Затоа што претходниците мушрици, тие бее искрени го обожаваа на Аллах субхану ва таала кога бее во мака, во тежина, во опасност. И го има споменато ајетот, Аллах субхану ва таала велит فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Велит за мушриците Аллах субхану ва таала, велит кога тие се качфет над чамец и почфет брановите, силни бранови, ветари, се плашат сега, што мој да бидите опасност, да се давет. Тогаш искрено го молет на Аллах субхану ва таала. Не ги молет кипоите, не молит ни на дрво, ни на уели, ни на ништо. Освен Аллах субхану ва таала, искрено го молет. Кога Аллах субхану ва таала ги спасеше, излегве на суво,
E togash počne pak počne da mu pridružiti na Allah subhanahu wa ta'ala ortak. Znači ti ga obožavaj na Allah subhanahu wa ta'ala koja be v opasnost. A ovdje našite vidiš ovo vidit. O mušriki zamanina širkuhum daimun fir raha'i wa šidda. Našite mušrici u današnje vrijeme velit se ovdje širkot niven i koga se vo rahatlu i koga se vo opasnost. Kako moj da biti takav? Site se mušrici i ovdje. Ama ne je isto jedan mušrik što nekogaš ga obožava samo na Allah subhanahu wa ta'ala u jedno vrijeme. Znači iskreno ga obožava na Allah subhanahu wa ta'ala i jedan što nikogaš ni vo rahatluk ni vo opasnost ne mu se obratiti na Allah subhanahu wa ta'ala. I ovdje se vo propast. Ako što ćeš morat da ima čist teuhid. Znači da znajme morat i ovdje ako ste malce podobri od ovdje, ne znači da ovdje će se spasati sudnji dan. I ovdje se vogan na džehennemu za sekogaš. Ama se podobri u smisla se podobri. Zašto nekogaš ga obožava na Allah subhanahu wa ta'ala koga se v opasnost, nekogaš ko će izlegati na suvo, ne na opasno mjesto, pak se obratet kaj ki pojte nivni. Posle, ti što ga obožavat nekoj veli, dobar čovjek što je biden, porano. Ti što obožavat nekoj kamen, ti što obožavat nekoje drvo. Ovije site mu pravi ibadet na Allah subhanahu wa ta'ala. I drvetu mu pravi ibadet ga obožavat na Allah subhanahu wa ta'ala i kamenet mu pravi ibadet na Allah subhanahu wa ta'ala i veli one što beše dobar, porano i to mu ima čine to ibadet na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ti ovije što ga obožavat njimi, širkot niven pomek nego neko što ga obožavat alija. Kako šijite. Zašto? Imat razlika. Ili pak što ga obožavat nekoj sega gospodari nivni što kako ljuđe, bilo koji kabur, što bi nekoj, što neki znajme, loši ljuđe, možda to je biden pijanica, uli posle mu imat klajno klub. To je možda je biden nekoj bludnik, ne daj Allah, a ti ga imat napravljeno svega, uli se plašet od nego i od nego barajete. Znači, ja im vam kažano дека Ebu Džehel i Ebu Leheb ne mu beše teško da go dokažvet šehadetot. Tako? La ilaha illallah sa usta. Lesno mu beše da dokažvet. Nego ti go svate šehadetot ubo, zato ne dokažve. Zašto znaš što znači la ilaha illallah? Treba da se odalečit od kipojte, treba da se odalečit od sve što se obožava drugo osven Allah subhanahu wa ta'ala. Ovdje našite, ovdje la ilaha illallah, ovdje kaj kaburo tamo. Ovdje la ilaha illallah, ovdje plaši se od velijata, ke vidiš što ke ti napraviti. Nemoj da go spomiš velijata so nešto loše, zašto ke vidiš što ke ti napraviš. Što ke mi napraviti, be to da beše toj sposoben, nemaše da umrit. Ako beše toj gospodar, ti što ga obožavaš nego, beše nekoj, nemaše da umirat. To je sam sebe si nemoj da mu donesit korist na njegovo telo, na njegovi od sebe si nemoj da mu donesit neko dobro ke ti donesi tebe ili pak je te oštetit tebe. Nego što ode ti kućinjata i mačkite možda go močajet, to ke ti donesit korist ili ke ti ostranit nekoja šteta. Znači zato znanje to za la ilaha illallah je mnogo bitno čovjeku da gi znajte ovo znanje to da go zemit. Zašto? Ako ne go zemit znanje to što znači la ilaha illallah, čovjekot moj lesno da padne vo širka ne znajte. Lesno moj da padne vo širkijati, vo kufrijati, a to i ne zna deka činit širk ili činit kufar. Zato nije gi so red gi kažavme porano. Sve kažavme što treba da negira, što treba da afirmira, zašto? Ko će dojt posle ovde, kad uslovite, već je jasno mu je znanje to. Zašto je bitno znanje to? Kažavme koja je prva obaveza za vernikov, za verničkata. Sve imamo i kažano. Zašto čovjek ako ima znanje, znaj deka posle bez namaz
не е лесно да се оди кај Аллах субхану ва таала. Ако го знае сега условите, ако ги знае сега, ги дознава тубо и стекне знаење за условите на шехадетот, ќе свати дека без намаз немој да се обратит кај Аллах субхану ва таала. Кучојме во седмото, овие со ред сега, кажавме знаење. Кога ќе земи знаење, одма му иде второто. Зато го праша на Ебу Хурейре, радијаллаху таала анху. Му веле, дали знаеш некој човек што без да чини никогаш намаз, ни едно дело од исламот, само со шехадетот влегуваат во џеннет? Го знаете или не го знаете? Го знаете. Сега не ви текфите. Рече Абу Хурейра, не знам, рече, освен еден човек. Не знам, освен еден човек. Што рече Абу Хурейра, не знам, значи да влегви в џеннет некој само со ла илаха иллаллах, Мухаммедун Расулуллах, освен еден човек во времето на посланикот салаллаху алейхи ва салем. А овде кај нас секој ден влегуват, без никое дело ги однесуват во џеннетот. Секој ден рахметлијата кажува, тој нигде рахметлијата. Од кај знаеш ти прво, од кај знаеш ти од гајбот дека тој е рахметлија, дека Аллах субхану таала му се имат смилува на него. Ние се молиме Аллах да му се смилува. Да, ама да знаеме дека 100% е тој рахметлија, ова е погрешно во говор. То се користи кај нас. Рахметлијата, фулан рахметлијата. Да, се направи за рахмет, то е друго. Можеш да велиш, се направи за рахмет. Ама да велиш рахметлијата, значи тебе Аллах ти даде се вахи и знаеш дека тој е рахметлија. Аллах субхану таала му се имат смилува на него. А ти немаш од нигде доказ за ова. После, без ништо нема правено, рахметлијата. Кој рахметлија бе? Рахметлија кај вас? Кај асхабите не се знаеше рахметлија некој што не кланјат, не дават, не постит, не дават зекат, не ојд на хаџ, ги мојти уште полошо да ги негират или пак да велит да ги псуит некој од овие обавези главни од исламот, рахметлијата. Зато е битно знаењето на ла илаха илаллах, затоа што џахили, инсани, некој велит и крстот да го имат овде обесено, ако велит муслиман е. Ништо нема, значи крстот го имат обесено овде, тој не знае ништо од верата, ништо не знае, ни не кланя, ни шехадет не го знаеше. Да го знаеше шехадетот, тој немаше да го обесит крстот овде. Како можете еден муслиман да обесит крст? Ланче. Идете еден што не знае џахил, велит муслиман имат речено, тој еднаш муслиман имат кажано и готово, муслиман е. Немој така, мора да имаш знаење за шехадетот. Ебу Хурейра рече, не знам освен еден. Сега, овде Абу Дауд, имам Табарани, имам Ахмед го пренесвет овој. Два хадиси нима дојдено за ово. Тоа што го спрече овој да го прими исламот, затоа што со овој се занимаваше со камата во времето на посланикот салаллаху алейхи ва салем. И се плашеше дека ако го примит исламот, ќе треба сето богатство да му се уништи или да му се земат. И не сакаше да го прифати исламот во ова ситуација, се плашеше за богатството негово. Кога посланикот салаллаху алейхи ва салем излезе во битката на Ухуд, овој имаше јака фамилија. Кој беше овој? Амр ибн Сабит ибн Уакш или ибн Уқайш или ибн Уқайш. Три ривајети за последното име. Или Уакш, во пренесувањето на имам Ахмед, Уакш, Уқайш, во Табарани, Абу Дауд или Уқайш. Не е битно името како, битно е овој е битен. Асхабот. Амр ибн Сабит ибн Уакш. Овој не знаеше дека асхабите и посланикот салаллаху алейхи ва салем се на битката на Ухуд. Не знаеше. И овој ги барат некој од брачедиве негови. Кај се? Кај е фулан?
Uhud. Ka e drugjet? Uhud. Ka e tretë? Si të na Uhud sa më toj ostanat vo Medina. Konjët. Se oblek fituvo i ojt primat islam. Ma dojnë në drugi rivajeti se prende sy dhe ka ima treqa no dali da prihvatam prvo islam i posle da vojuvam ili da vojuvam posle da prihvatam islam. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mu verit prvo prihvati islam posle vojuvaj wa imana Allah subhanahu wa ta'ala. I ovaj prihvatit islam i o bitka natre između mušricite bam bum se ranit ne umirat ušte teško ranat i završit bitkata sve i nekoj od ashabite mu velet na sestra mu odi prašaj go što god donese ovaj čovjek ovde, zašto dojde, ili dojde za da gi branit familijata ili imat primano ili za Allah i za poslanikot sallallahu alaihi sallam dojde da vojuvat. Go prashvit sestra mu i velit ne, imam primano islam i su dojden da vojuvam za Allah i za poslanikot sallallahu alaihi wasallam. I toga poslanikot sallallahu alaihi wasallam velit da ka ovaj čovjek e vo džennet. Që Ebu Hurajra velit samo ovo i go znam. Ovaj nemaše vreme da klanjat nijedan namaz. Nemaše vreme da klanjat nijedan namaz. Zašto? Kaj go stigna nego islamot? Ovo bitka, ovdje dokažvit la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah ojt natre šehid. Se upifat. Pa ti što sekoj den go slušaš ezanot hayya ala salah, hayya ala falah, 5 vaktoj. Ha? I posle se nadevaš da vleguvaš vo džennet. Ima dojde na jedan hadis, zašto ovoj go zemet poveć, ovoj hadis od go zemet za dokaz. Bo posledno to vreme, pred kijameta. Velit poslanik sallallahu alaihi sallam vo hadisot që go prenesvit Hudhejfet ibn al-Yaman. Go prashvit Sajdat ibn Zufar. Edhe në tabinite. Velit poslanik sallallahu alaihi sallam vo ovaj hadis yudrasu l-islamu kema yudrasu washju thawb. Velit ke ostarit islamot kako što ostarit oblekata što se perit novo. Една облека, кога ја периш неколку пати, почвит бојата малце да му излеквит. Додека нема да се знајт што е ислам. Хата ла юдра мел ислам, о мел иман. Нема да се знае што е исламот, што е иманот, што е намаз. Куранот ке се кренит. Куранот ке се креват. Додека нема да знајт стариот, освен ќе верит ги имаме слушнато претходниците, верет ла илаха илла Allah. Нема Бог што заслужува да се обожава, освен Allah. Овие ништо не знаат. Зашто? Куранот кренат. Не се знае што е намаз, не се знае што е зекат, ништо не се знае од верата. Од столбовите од верата ништо нема знаење. Освен верит ги имаме слушнато претходниците дека верит ла илаха illa Allah. I vidi сега прашањето на Силету ибн Зуфар. Значи тие се одгоени, немојте некој верник само со овој збор вака да кажи, да докажи и да влегви во џеннет. Го прашајте на Худзаифа ибн Лиман, дали ова ќе му биде во корист ними? Дали ова ќе ги спаси ними? Велит Худзаифа ибн Лиман, да, ќе ги спаси. Тој 3 пати го прашвит. Зашто? Зашто го прашви 3 пати? Зашто сумњи? Како мојт еден ништо да не знај, да ништо да не прави од столбовите од исламот и да го спасит. Само шехадетот. Ама кој ги спасит? Овие. Юдрасул ислам. Исламот ќе остане, ништо нема да се знај од вера. Куран нема, сега имаш Куран. Куран не се читат во секој рафтови. Тогаш нема да имат Куран. Куранот ќе се креваат. Зато читај го Куранот пред да дојде време кога го отвориш мусафот немат ништо. Натре.
Nauči go сега, додека можеш. Кога дојде тоа време, немат повеќе кура. И ние нема да го стигнеме тоа време. Зашто ние знаеме сега уште што е намаз, што е зеџат, што е хадж. YouTube е полно со дерсови книги, види, овде со само колку имат. Замисли во другите. Све тука се зборува за намазот, за шехадето, за зекатот, за постот, за хаджот, све. Све имаме сега. И после иде некој, не знам јас. Не знаеш, колку убаво знаеш ти, не сакаш само. За ислам не сакаме ние, немаме интерес. Зашто да имаме интерес, све ќе знаеме ние. Како знаеме за дуњалошки работи, кога имаме интерес за нешто, а не спиеме, не спиеме. Цела вечер не спиеме. Некој вели не можам да станам за сабав намаз, Добро бе кога имаш авион, за да бегаш негде, имаш план да одиш негде, странство. Зашто не ти бегат авионот во 4 сабајле? Зашто не ти бегат? Картата 300 евра имам платено. А картата за дженнет саба намаз, ако се гори, се уништит. Картата за дженнетот сабах намаз, немаме гајле. Зашто се горит? Зашто се уништит? Зашто не имаме ние интерес да го кланяме тој намаз. Да го имавме интерес на вистина, да го кланяме, да го стигнеме тој севап, прво ние не веруваме во тој севап како што треба. Не веруваме. Посланикот салаллаху алейхи ва селем вели за сунетите од саба. Само за сунетите, вредност на нивна колку е? Кој знае? Хајру мин ед-дуња ва ма фиха. Подобри, вредност на овие сунети, подобри, вели од цел свет, цел дуњалог и све што имат. Над нејзе. Само сунетите. Фарзот. Да не збориме за фарзот. Тој е мерачот за верникот и мунафикот. Кој сака да знае кој е верник, кој е мунафик, нека гледат во саба намаз. Така има речено посланикот и во јација, а посебно во саба. Посебно во саба намаз. А да знае, вели посланикот салаллаху алейхи ва селем, каква вредност има саба намаз, ке дое и макар да се влечет. Немој, болен сум. Ке се влечеш и ке сакаш да го стигнеш тој севап. За саба намаз. Значи ние не му веруваме толку на овие хадиси. Ние ги вервиме вака. Во срце овие немаат кај нас тежина. Не тежат кај нашите срца. Тежит овој хадис кај муслиманите денес тежит. Сите ги знаат. Ама не тежи. Затоа е битно знаењето. После ќе те привлекви тоа знаење, ако го сфатиш убо, ова знаење ќе те привлекви во вториот услов, што ќе дојде сега. Че битно е знаењето за теухидот. Зашто ова вера наша цела е врзана. Врзана едната со друга. Ако нешто ти фали претходното. Претходниот услов ти фали. Сега, ако ти фали тебе искреност, ако ќе дојде, тебе ти фали убедноста. Значи не си убеден уште, колку што треба. Затоа не си искрен. Да беше убеден, ќе беше искрен. Да беше убеден, за да се убедиш, имаш знаење. Кога имаш знаење, те однесе во убеденост. Значи врзани се условите или не се врзани? Гледаш? Затоа е битно знаењето за ла илаха илlallah, Мухаммедун Расулуллах. Затоа велеше Мухаммед ибн Абдул Вахаб, рахимахуллаху таала, зашто вели така? Дека мушриците во наше време се во поголем ширк него претходниците. Зашто не го сватат овие? Овие нема знаење што значи ла илаха илlallah, Мухаммедун Расулуллах. А мушрикот до тогашно време го свашташе, затоа не го докажуваше. И тие беа искрени со Аллах. Овие го гледаш мушрикот во денешните времиња и во опасност кај кабурот. Мушрикот не одеше кај кипот, кога беше во опасност. Не одеше кај кипот. Не одеше кај Лат и Узза да го обожават. Кога беше во опасност, кога беше кајче на море,
Ne go obožavaše na lat, na uza. O, uza, spasi me. Go gledaš ovaj mušnik od danas, ka? O, baba fulan, dojdi, spasi me, mene. Go moli da mu donesi Allah subhanahu wa ta'ala nekoj sin ili čerka barat od nego. Ne daš. Imat nekoja situacija teška, nemat fukaralog nešto, oj ka njego, daj mi bogatstvo. Mušnikov ne go praše to, u togašnje vreme. To go praše koga beše vo rahatlu. Zato ako gi prašeš ti njimi, koji go stvoril nebesata i zemlja, tak je velet. Allah subhanahu wa ta'ala, ti je kada imaju problem? Vo koji teuhid imaju problem? Ne, rububije, ovo go znaje. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Vo koji teuhid imaju problem? Uluhija, vo obožavanje. Ti je na obožavanju pridružen na Allah subhanahu wa ta'ala, ortak, pridružnik, drugar. Vele zašto? Zašto gi obožavate ovije kipoje, ovije kamenja? Zašto? Zašto ovije se čisti. Ovije ne pravi grevoj. Nije sme ljuđe, nije grešime, činime grevoj. I nije mu se molime prvo na ovije. Zašto? Ovije, da ne vrze co Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto ovije se čisti, nikogaš ne greše, ne pravi grevovi. Zato gi obožavaj. Allah subhanahu wa ta'ala ne. Nego prihvati ovo obožavanje. Allah subhanahu wa ta'ala savta direktno nego, da go obožavaš nego. Kako što mi je kamenat, kako što je rob na Allah subhanahu wa ta'ala je kamenat i drvoto i ti si počesen kaj Allah subhanahu wa ta'ala nego jedan kamen, jedno drvo. Što Allah subhanahu wa ta'ala go ima stvoreno taka. Kamenot, nemoj da obožavat veli. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ga ima stvoreno samo nego da ga obožavati takav je toj. To je programirane. Ili drvoto. Allah veli sve što je što je na nebesa i na zemlja, sve ga obožava samo na Allah subhanahu wa ta'ala i mu pravi tasbih nego nije vi nego shvatite veli nivnjot tasbih. Nije nego sluša me. I pticite na Allah subhanahu wa ta'ala mu pravi ibadet. I ga obožava samo na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama nije neki shvati me. Nimi. Samo džinot i ljuđeto, džinojte i ljuđeto, Allah subhanahu wa ta'ala ima to stajeno, slobodni. Ti je da odberet kogu ga obožavat. A mu imat kaženo vistinski otpad. Ovo je moj pad, što sakat Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je pad od na šeitanot. Sega ti, kako što Allah subhanahu wa ta'ala ga ima stvoreno tvoje to srce, ti kjojiš po to poslije. Ako srce do tvoje je stvoreno za džennet, ti kjojiš, ke ga obožava samo na Allah subhanahu wa ta'ala. Ako srce tvoje je stvoreno za džehennem, ti kjojiš i ke ga obožavaš na kipot ili na nešto drugo. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne učeše dovata. Ja muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala dinik. Znači ne znajme zašto sme stvoreni nije. Otišao gi stvrtiš srcinjata, ucvrsti go, moje to srce, vo tvoja ta vera. Zašto? Ne znaš ti zašto ti si stvoren. Da li za džennet ili za džehennem. Ova nikogaš nemoj da go zaboraš vo tvojot ibadet. Nikogaš nemoj da bidiš siguren дека сум денеска, алхамдулилlah, во суннет и ќе умрам така. Затоа еден, мислам дека со Имам Ахмед, еден од претходниците кога се качи на кајче, за да поминет на едно друго место, веле често го слушнав на Имам Ахмед, Аллахумма амитна аля сунна. О Аллах, овозможи ни да умираме во суннет. Низ цел пат, кога бевме над море, ја учеше ова дова. Се плашеше за него. И кој? Имамот на дунјалокот, Имам Ахмед. Па посланикот саллаллаху алейхи ва салем пред него. Енес ибн Малик, асхабите други, пред имамите големи. Се моле за ними. Се плаше. Ние сме, машаллах, сигурни. Ние дженетли сме. Тие се плаше за нивниот иман во секој момент. Се плаше. Зашто
pred znacit od kijametit veli poslanikut sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Stanvica sabajle čovjekot vernik, na večer nevernik. Ili pak obratno. Na večer vernik, do sabajle nevernik. Gledaš kako će doći situacijata? Koliko brzo? Jedna šubha, ti misliš, jedna šubha da slušaš lesno, ja sam siguran na to. Selefite od šubinjata što ki stave bidađijite porano, ušite gi fate ovako, cvrsto, da ne slušat ništa. Se plašam veli da ne vlijek vidi nekoja šuba od ovoj i poslije i ja da odam po nego. Šubinjata se opasni. Nemoj da vlijek viš posebno ono što je tazevo znanje i obaranje. Nemoj da vlijek viš da čitaš knjigi od šubinja. Preduvanje ovo ti dam. Nikogaš nemoj da vlijek viš da veliš deka ja sam siguran na to. Ostavi to šubinja na ahlul ilm. Na onje što se učenjaci, golemi. Učenjacite ova imaat pad na to. Učenjacite vo šubinja imaat pad na to nekoj od njimi. Učenjaci golemi. Što hadisite na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na pametna glava. Kur'an celi od na glava. Imaat sednato pred golemi učenjaci, na kraj gi gledaš nekoj od njimi imat pad na to nekoja šubha. Zašto? Vlijanje kaj nego imaše vreme to, koga se šire tije fitni vo togašno vreme. I vlijaje kaj nivnite srca. I gledaš golemi učenjaci. Ne sakam сега da gi spomnem sa iminja, zato što da go čuvame nivniot autoritet, zato što ti je pak ostanet učenjaci golemi, negde imat liznato samo. Allah da mu se smilovat. Zašto? Zato što ljuđe se i tije. I zato pazi, nemoj da vlegiš vo takve, čitam ja šubinja. Zato da gi naučam šubinjata da mu vratam njimi. Ono što je vo prvite fazoj na zemanje na znanje, ne mu trebi ovako, ovo mu trebi samo čvrsto znanje, сега vo glavni teme se raboti. Da go učvrsti svoje teuhid, svoje to znanje. Kok je stanit alim golem, тогаш малце мој да влегви. Нели го спомнавме ние тогаш во фитните, кога го пуштија асхабите да одат кај хавариджите? Кога го пуштија? Абдулла ибн Аббас, радијаллаху та'ала анхума. Беше алим. Не му се плашај него, дека тие ќе го вратат него. Да дебатират со хавариджите, не беше лесно да дебатираш со ними. Зашто тие имаат знаење. Имаат ајети. Вели посланикот саллаллаху алейхи ва саллем, вашиот намаз ќе го понижвите према нивниот намаз. Во тогашно време, не овие хавариджи што не кле цел ден на Facebook. Не овие. Ти тогашно време, тие нивните лица беа обелени од она што клањае толку ноќен намаз. Обелени се беа. Кога клањаше некој од нив намаз, ко дрво го припишуваат. Ниедно мрдање не може. Дрво, кога го има ставено, толку му се плаше на Аллах субхану таала во намазот нивен. Тие хавариджи, не овие денешни што не знаат 1+1. Цел ден на Facebook. Земи копи пасте, пренеси ваму, пренеси таму. Не овие. Значи знаењето за шехадетот е првиот услов на шехадетот. Сега, вториот после од несвит. Читај сега, вториот. Второто, убеденост. Читај долу, убеденост. Убеденост, возвишениот Аллах вели, вистински верници се само тие што веруваат во Аллах и во пратеникот негов, и потоа веќе не се сомневаат. Божиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: сведочам дека нема друг Бог освен Аллах и јас сум Аллахов пратеник. Човекот кој ќе се сретне со својот Господар без да има никаква сомнеш за овие две вистини, никогаш нема да биде оддалечен од џеннетот. Овде го имаат преведено овие, никогаш нема да е оддалечен од џеннетот. Иначе велит поточно ќе бидит освен ќе влегува во џеннет.
Така вели посланикот саллаллаху алейхи ve sellem. Не да бидите оддалечен, него ќе влегува во дженнетот. Значи прво знаењето. Знаењето те однесува на убеденост. Немој човек што нема знаење да дојде во вистинско убедност. Нема шанси. Кога стекне, кога му се исполни срцето со знаење и кога му се исполни срцето и главата со знаење, срцето и главата, значи мозокот, овој ќе дојде во убедност. После, види сега, убеденост, после види што иде, кога ќе се убеди што иде, третиот услов, Искреност. откога ќе го исполниме првиот услов, знаењето. Ќе земеме знаење, све што кажавме до сега, идеме до, ќе се убедиме дека вистина немат Бог што заслужува да се обожават, освен Аллах субханаху ва таала. Овој хадисот, што е овде Бухарија, го пренесвит. И овој хадис го пренесвит само имам Бухарија, рахимуллаху таала, во неговата книга измеѓу другите. Има Муслим, Тирмизи, Абу Дауд. И овој хадис ги ограничит другите хадиси, што се дојдени општи. Кој вели ла илаха илlallah, ќе влегви во дженнет. Сите општи хадиси што се дојдени, имам Бухарија, рахимахуллаху таала, зато го има донесено овој хадис, за да ги ограничит оние другите хадиси што се општи, за да не се свати погрешно. Кој вели ла илаха илlallah, ќе влегува во дженнет. Зато немој да го најдеш во другите книги. Овој хадис го прашвите Абу Хурейре, радијаллаху таала анху, на посланикот салаллаху алейхи ва селлем. И му велит: ја Расулаллах, мен ахаққу наси, мен ас'аду наси би шефаатика јаум ал-қијама. Кој ќе бидат најсретни луѓе за со твоето посредување судниот ден. И посланикот салаллаху алейхи ва селем му одговарат на Абу Хурейре. Му велит: ја Абу Хурейре, знаев дека за ова прашање само ти ќе ме прашуваш. Знаев за ова прашање само ти ќе ме прашуваш. Од тоа што гледам кај тебе голем интерес за хадисот, за знаењето. И после посланикот салаллаху алейхи ва селем велит: најсречни луѓе за моето посредување ќе биде тие што го прославија, го прогласија сведоштвото на верата од се срце, халисан мин калбихи, искрено од нивните срца. Искрено од нивните срца. Кои се тие што искрено од нивните срца? Тие што имаат знаење за ла илаха илlallah. Тие што се убедни после. Со тоа ќе се убедат. После ќе му дојде нивни искреноста. Искреноста. Не значи да ова сега тој што вели ла илаха илlallah ќе влегува во дженнет, зашто само што влегви со уст. Зборува со, го зборви то со уста само. Сега ќе дојде, ќе свати дека оној што вели ла илаха илlallah, како што велит еден од асхабите, ла илаха илlallah е клучот на дженнетот, така? Ама клучот ги има, секој клуч има своји заби. Ај ти со клучот од колата дојде, отворија вратата на мектебот. Не може. Значи, шехадетот вистина е клучот, ама без заби има останато. Забите кои се? Оние другите. Буни ал исламу ала хамс. Исламот се имат градено во 5 столбови главни. 5 столбови главни. Шехадетот, после кој иде? Намазот. После зекат. После постот. После
Kako što ima trete, no Allah subhanahu wa ta'ala ti trebi da ги редиш. Зашто Allah subhanahu wa ta'ala го спомнит намазот често во Куранот? А? Сегде кај што се спомнит верувањето, се спомнит и добрите дела, измеѓу најдобрите дела Allah subhanahu wa ta'ala го спомнит намазот. Значи ова е што го имат кажано искрено од срце, ла илаха илlallah. Тоа што ги исполнит и другите столбови. Овој ќе влегуваат во џеннет без азаб. Освен ако имат правено гревови што заслужуваат да се, значи, да се казни за тие гревови големи. После идеме на четвртата, така? Четвртата. Што е? Вистиност. Сега. Кога дојме на искреноста, идеме на сега вистиност. Што значи вистиност? Ајде. Мен мата وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. Значи условите знаењето, убеденост, искреност, сега идет вистиност. Сега го обожаваме. Кога ќе исполниме овие 3-4 горе, значи идеме на четвртата, што е? Вистиност. Со сидк. Ситко, цврсто верување кај Allah subhanahu wa ta'ala. Знаеме цврсто дека нема Бог што заслужува да се обожава освен Allah subhanahu wa ta'ala. Вели посланикот салаллаху алейхи селем, тој што умира, умре му дојде смртта. И тој сведочит дека немат Бог што заслужува да се обожаваат освен Allah subhanahu wa ta'ala и дека Мухамед салаллаху алейхи ва селем е неговиот пратеник со вистиност. Значи, цврсто верување од неговото срце, ќе влезе во џеннет. Ако ги сватиш сега условите, после знаеш хадисот го сватиш, кога вели посланикот салаллаху алейхи ва селем општо негде, кој вели ла илаха илlallah ќе влезе во џеннет. Сега сватиш кој вели ла илаха илlallah. Дали е само со така да помини редот, или оно што ги има сватено условите на шехадетот. Овие услови не се ставени така, тук така џабе. После, сега, кога ќе дојме на вистиност, кај идеме сега? Читај. Љубов. Сега ќе видите Allah subhanahu wa ta'ala посакан кај нас од све. Кога ги сватиме овие горе, кога земи знаење, кога се убедиме, после ќе идеме на искреност, а после ќе идеме на вистиност. А кога дојме на вистиност, идеме на љубов. Ќе бидите Allah subhanahu wa ta'ala посакан кај нас од све. Од нашата фамилија, од нашите татковци, нашите деца, од све. Читај. Велите Allah subhanahu wa ta'ala. Вели Allah, има луѓе кои наместо Allah обожуваат идоли и сакаат како што Allah се сака. Но вистинските верници уште повеќе го сакаат Allah. Што прават вистинските верници? Кого го сакаат повеќе? Динарот? Дирхемот? Евро? Долар? Франги? Австралијан долар? Кој го сакаат повеќе? Жената? За една жена? والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Вистинскиот мухаџир е оној што кој му што значи мухаџир бе? Некој што прави хиџра. Хиџре. Како го велите на македонски, Мухаџир, емигрант. Емигрант, вистинскиот емигрант, знаете кој е? Оној што ги прави хиџрет од она што Allah subhanahu wa ta'ala има забрането. Оној што прави хиџрет за една жена, тоа ќе му се пиши за жената. Оној што прави хиџрет од едно место кај што не можат да ги исполнит столбовите на верата, имат опасност, имат мака тука во тоа место да ги исполнит Аллахови наредби, на него му се прави обавеза да оди негде кај што мојт. Значи Allah subhanahu wa ta'ala ќе биде кај нас посакан од све.
velit poslanikut sallallahu alaihi wasallam, čitaj go hadisot, dolu thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tri karakteristiki koji ke gi imat i ke gi ispunit, što ke prajt? Ќе почувствува убавината на иман. Ke ja počustva ili ke go ukusit blagosta na imanot. Da vidite Allah subhanahu wa ta'ala i poslanikot sallallahu alaihi wa sallam posakan kaj nego od sve drugo. Da go sakat na nekoj brat ili na nekoj čovjek. Ova ne je samo za mažite, ova i za ženite. Često hadisite se spomnati za mažite, ne znači дека жените не влегуваат овде. Све што е спомнато за мажите е и за жените. И во ајетите исто. Све што е спомнато за мажите е и за жените, освен тие што се посебни за ними. За жените. Како на пример за мажите брадата, за жените немаат брада. Овде е посебно, значи тие немаат брада. И треба оние влакниња ако имаат некоја проблем, треба да ги отстранат и дозволен му е. Него мој ти обавеза да му се прави. Значи, после велит посланикот саллаллаху алейхи ве селлем и да мрзит да се вратит во куфр, во неверување, како што мрзит да се фрлит на оган. Ова е, после дојдовме на љубов. Сега, види сега, кога дојме на љубов, ќе дојме на прифатеност. Све ќе прифатиме од Аллах субхану ва таала. Што нима дојдено? Шестиот столбов, љубов, прифатеност. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Неверниците, кога му се велеше дека немат Бог, што заслужува да се обожава освен Аллах субхану ва таала, тие се прави арогантни. А верникот, кога ги исполнит условите, ќе дојде до љубовта на Аллах субхану ва таала, од све ќе дојде на прифатеност. Све ќе прифати. Allah ima naredeno da klanjam 5 vaktoј намаз. 5 vaktoј намаз. Одма. Семи'на ва атa'на. Слушнавме и се покоравме. Allah subhanahu wa ta'ala вели да даеш зекат. Овој богат се плаши богатството да му излет, да не му се намалит. Не дава зекат. Знај дека фарз му е зекатот, него не гидат, ама не сум ја уште за давање зекат. Добро, кога ќе бидеш за давање зекат? Имаш прашано некогаш ти кој е нисабот за ти да даваш зекат, дека ти е обавеза? Не прашаме ни. Зошто? Зашто богатството не сакаме да даваме од богатството. Ова е сифат на мунафиците. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala veli to što беше себе за Allah subhanahu wa ta'ala да не му ги прифати нивните дарежби, нивните садака, што даваe. Знаете кој беше себе? Кој беше себе? Зашто тие го негирае на Allah subhanahu wa ta'ala, не му верува на Allah subhanahu wa ta'ala и не му верува на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Овде збори за мунафиците. Не иде кај намазот за да го клањаат освен мрзеливо. Не сакај да клањаат, него нема што да правиме во времето на посланикот, мора да клањаш, иначе хојд. Или треба да дај џизја. Не може, или верник, или пак неверник треба да дава џизја. И тие за да го спасат нивното богатство, не сакај да дава џизја, што прави клањање, да се кажува дека се верници. Не иде во намазот освен мрзеливо, ولا ينفقون إلا وهم كارهون. И тие не даваја од нивните садаки освен мрзеливо, со мрзење. Значи, ко мрзе да даваат, нема што да прави, само кога бе во тешка ситуација сите даваат и тие нешто едвај. Зашто тој не верви дека Аллах субхану ва таала ќе му го вратите. Еден верник немој да види со нивните сифати. Верникот мој да биде шкртац, ама не да претервит. Не да претервит. Гледате вие што прави асхабите.
za ova vera. Sve davaj. Ebu Bekr celo bogatstvo, Osman, sve. I pak na kraj umire, kako umire? Siromašni ili bogati? Siromašni ili bogati? Kako umre Osman? Bogat ili siromaf? Ne беше бе сиромав. Пак имаше да пие, све имаше. Богат умире. Не умре сиромав. Никогаш не се спомни дека Осман има тој да негде да бара кај некого јадење. Или пак Ебу Бекр на некого да му се моли. А све даде за Аллах и за посланикот, салаллаху алейхи васелем. Зато не плаши да даваш, значи Аллах субхана таала ќе ти ги врати. После дојдовме на седмото. Сега, кога ќе прифатиме све, што ќе правиме ние? Покорност. Значи, дојдовме на седмиот услов на ла илаха илlallah. Знаење не донесе во убеденост. Убеденоста не донесе во каде? Искреност. Искреноста вистиност. Вистиноста на љубов. Љубовта на прифатеност. Прифатеноста не донесе каде? Во покорност. Сега за тебе не е лесно, не е тешко никогаш да велиш му се покорувам на Аллах субхану ва таала за све. И то го правиш со полно срце, со љубов за Аллах субхану ва таала. Гледај зашто асабите ги читаме нивните истории, табините или учењаците големи ги праве сите тие добри дела, сетиот тој ибадет лесно. Зашто ги има сфатено на вистина овие. Овие сите 7 треба да се вратат со кај двете основи. Први. Сите овие се врзани со афирмација и со негирање, со негација. Со твоето знаење треба да негираш све што Аллах субхану ва таала те има наредувано да негираш. Со твоето афирмирање треба да афирмираш све што Аллах субхану ва таала, со твоето знаење треба да афирмираш све што Аллах субхану ва таала те има наредувано да и така. До седмиот услов.